Собраниската комисија за економски прашања, труд и енергетска политика денеска не го прифати предлогот за изменување и дополнување на законот за минимална плата, поднесен од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз, како и предлогот на координаторот на оваа пратеничка група Оливер Спасовски за одржување јавна расправа и обид за постигнување договор меѓу трите засегнати страни за зголемување на минималната плата. Минималната плата е показател на тоа колку едно општество го вреднува трудот на работниците. Таа е прашање на социјална правда, на економска стабилност и на човечко достоинство. Ако трошоците за живот растат, платите мора да го следат тој раст. Ако сакаме да ја задржиме работната сила во државата и да обезбедиме стабилни семејства, мора да гарантираме дека работата обезбедува пристоен живот. Според Фатмир Битичи од Социјалдемократскиот сојуз, минимална плата од 600 евра не е каприц, туку потреба, а владата да ги затвори системските дупки за да не се зголемуваат цените. Со предложениот закон се бараше минималната плата во државава да изнесува 36.960 денари или 600 евра за периодот од март 2026 година до март 2027 година. Од друга страна, владеачката партија го повтори ставот дека се што ќе договорат синдикатот и работодавачите за раст на минималната плата, таа ќе го поддржи во интерес на работниците. Секогаш ќе поддржуваме практично растењето на платите, но тоа ако биде реално издржано и доколку во суштината на минималната плата го отфати тоа што е најважно. А најважно е онаа минимална плата која што ќе биде реално исплатена. Реалната исплатена минимална плата зависи од повеќе фактори кои што треба да бидат договорени на трипартитен диалог, кој што ние и како политичка опција и како владеачка партија кажавме дека ќе го почитуваме сето тоа кој што ќе биде договорено на економско-социјалниот совет. Таму е адресата каде што треба да се разговара за ова прашање, а до тогаш ние како влада ќе се стремиме кон еден систем кој што ќе гарантира покачување на сите плати.